година ги победил хелените кај местото Херонија и ги покорил. Планирал поход кон мојхната Персија, но не успеал во тоа, зашто во 336 година пред наша ера бил убиен. Него го наследил неговиот син Александар. Александар го остварил сонот на својот татко, ја освоил Персија и станал нивни владетел. Го освоил и древниот Египет и бил прогласен за син на богот Амон-Ра и стигнал до границите на Индија, каде после 13 години војувања запрел. Букефал го следел низ целиот поход, умрел за време на битката кај Хидас, Индија, во 326 година пред наша ера, и Александар за спомен на него во тоа место го основал градот Букефала, денес Џалалпур. Александар III е најмладиот освојувач во антиката, кој за кратко време основал огромна територија и Македонија е издигнал како најмоќно кралство во античкиот свет. Создал држава која се протегала на 3 континенти – Европа, Азија и Африка. Со својата дејност Филип и Александар оставиле голем впечаток кај своите современици и многу години поточно до ден денес. Филип бил наречен како најголем маж што го имала Европа. Александар поради неговите освојувања подоцна римјаните му го дале прекарот велики. Во ова наша драма учествувале како водител Келена Петковска и Јасемин Мамудова, војници Марко Крстерски и Мартин Сајков, исто така и Петар Илиев како кралот Филип II Македонски и Димитар Ангелов како Александар III Македонски. Благодарение на наставникот Зоран по историја што ова тој го организира.